Добар ден и од мене. Најнапред сакам да се заблагодарам на организаторите за можноста за денешното учество на оваа панел дискусија. Ќе говорам денес од улогата на наставник, бидејќи благодарение на мојата професија секојдневно се среќавам со растот и развојот на децата, меѓутоа и со проблемите и со предизвиците со кои што се среќаваат децата во училиштето, но исто така ќе говорам и од функција на председател на Советот за превенција од детско престапништво, затоа што со овој совет во изминатиот период активно работиме за превенирање на детското престапништво во рамките на општината. Анализата посочува дека генерално она што представниците на општините имале помалку можности за градење на нивните капацитети во оваа област, за разлика од воспитно-образовниот кадар, затоа што воспитно-образовниот кадар директно се соочува, односно директно ги гради своите капацитети врз основа на вклученоста во образовниот процес. Предизвиците со кои што се соочувам јас како наставник при решавањето на детското престапништво воопшто не се за занемарување. На превенцијата и решавањето на проблемите во училиштето, според мене, пред се треба да претходи една анализа која што ќе ја прават не само наставниците, туку во оваа анализа ќе бидат вклучени учениците, родителите и стручната служба во училиштата. Оваа анализа треба да се направи врз основа на моменталната состојба која што ја имаме во училиштата и врз основа на оваа анализа која што ќе се добие со помош на спроведување на најразлични анкети кои што ќе се направат помеѓу учениците, разговор поединечен со учениците, но исто така и разговори со родителите, врз основа на оваа анализа да се определи начинот на превенција од детско престапништво. Затоа што имаме три вида на превенција, примарна, секундарна и терцијална превенција, и овие анализи би ни помогнале каков вид на превенција треба ние во моментот да искористиме. Дали е тоа примарна превенција, доколку не постои врсничко насилство во моментот, но ние би сакале да превенираме пред тоа да се појави, секундарна превенција, доколку такво вид на врсничко насилство постои во училиштата и ние во моментот реагираме според ситуацијата која што ја имаме, или пак терцијалната превенција кога ние треба да превенираме откако е направено врсничкото насилство за намалување на последиците кои што настанале со помош на тоа врсничко насилство. За жал, треба да разговараме и за ова врсничко насилство, колку и да е болна темата, затоа што тоа откако ќе се случи, можеби е касно, но сепак треба да превенираме предходно и да реагираме и после случувањето на врсничкото насилство и на секој начин да се залагаме тоа да биде спречено, затоа што штетите кои што настануваат кај децата при вршењето на врсничкото насилство се долготрајни и тие влијаат на неговиот понатамошен живот и понатамошен развој. Како наставник, прво се соочувам со предизвици, се соочувам со еден, да речам, општо познат предизвик на сите наставници овде присутни, верувам дека ќе се сложите со нас, а тоа е предизвикот на комуникацијата со родителите и начинот на кој што родителите ја прифаќаат реалната состојба, односно реалната ситуација. Кога на родителот ќе му посочите дека неговиот ученик врши врсничко насилство во училиштето, многу му е тешко едноставно тоа да го прифати. Зошто? Затоа што денес сме сведоци на брзиот начин на живот и технологијата тоа ни го наметна, децата да се оддалечат од своите родители и родителите едноставно не ги познаваат доволно своите деца. Значи, ако родителот посветува поголемо внимание на своите деца, па јас велам активно, барем половина час или 1 час во текот на денот, со разговор, со прашање помеѓу родителот и детето, тој би дошол до определен заклучок, односно до реалната слика за тоа каков карактер има неговото дете.
Но за жал имаме овде денес и семејства во кои што родителите се дури не само што се присутни дома, се толку презафатени што немаат време да разговараат, но имаме и родители кои што се надвор од државата и децата растати со своите баби и дедовци. Јас сум имала случај во образование, за жал една баба кога дојде да ме замоли да ми помогнам да го смениме начинот на однесување на незиниот внук, затоа што таа трпеше дури и физичко насилство од незиниот внук, 14 годишно дете, кое што се грижеше за него, а родителите заминати во странство. Значи имаме како наставници многу, за жал, примери кои што негативно се одразуваат во целиот образовен систем. И тука се поставува и прашањето како ние понатаму да реагираме. Например, јас како наставник денес треба да знам, нели тоа го знаеме сите во кои што работиме во образование, дека не се однесува мојата работа само на наставата и на наставната единица која што треба јас денеска да ја пренесам на часот. Туку и на воспитувањето на децата, кое што е исто така многу важно. Значи, често пати јас сум го предвидела часот, сум работела, сум се подготвувала дома за 40 минути како треба да изгледа, а мојот час ќе се сведе само на 20 минути, затоа што првите 20 минути од часот јас ги посветувам на разговор со ученици. Меѓутоа, кога ќе ја проценам ситуацијата дека тоа е навистина важно, ние не треба да инсистираме, верувам дека ќе се сложите наставниците со мене, значи не треба да инсистираме на целосно пренесување на наставната единица, мораме да одвоиме време од часот кога е крајно итно да се разговара со децата, да се превенира некаков настан или некаква случка. Да се разговара со детето или со сите деца заедно, па некогаш дури и поединечно. Значи, јас им стојам на располагање на моите ученици секогаш во секое време, тие го имаат мојот распоред, благодарение на тоа што имам часови во библиотека и се слободни да дојдат и да поразговараат кога, нели, да го кажат проблемот и на тој начин да добијат некаква помош. Но тука се поставува прашањето. Ние наставниците реагираме, разговараме со децата, разговараме со родителите, ги упатуваме во стручната служба на училиштето и тука престанува нашата помош. Како ние да им помогнеме на учениците понатаму? Како да добиеме надворешна помош? Значи, тоа е прашањето. Еве, во разговор ќе вклучам тука и инспекторката, во разговор со инспекторката, може би нели ќе се надоврзе и покасно, дека добро е децата, ние како наставници да имаме помош не само од Центарот за социјална работа, туку и од полицијата, односно од одделот за превенција од детско престапништво во рамките на СВР Велес, каде што дел од учениците, кога во моментот ќе сметаме дека е тоа потребно, да ги упатуваме и учениците и родителите на разговор кај нив. Значи, убаво е да знаеме дека имаме поддршка на едно локално ниво малку поширока и дека не сме сами како наставници во решавањето на проблемите, затоа што често пати се среќаваме со сериозни проблеми. Користење на дрога кај малолетници, алкохол, напуштање на домот, имавме сега брзо еден таков пример. Значи, потоа некои нови начини, да речам, некои нови трендови кои што се јавуваат кај децата, како политоксикоманија, хукап или брзо пиење на алкохол и така натаму, брзо возење на автомобили, автомобилски трки. Значи, сето тоа треба да одбереме начин како да им помогнеме на децата во моментот, бидејќи некои од децата не се свесни за престапот, односно не се свесни за врсничкото насилство кој што го прават и начинот на кој што реагираат. Сега пред малку коментирав на паузата ваш, разговаравме за еден случај кога едно дете му се случуваше да врши насилство во училиштето, меѓутоа едноставно мојата проценка беше дека тоа дете не е свесно дека го прави тоа врсничко насилство физички, пресметувајќи се со своите соученици без никаква причина, затоа што тоа беше за него нормално однесување. Затоа што детето имаше такво однесување во својот дом, односно трпеше насилство од својот родител. И сега тука се поставува прашањето како ние да му помогнеме на тоа дете. Не е само да го осудиме дека тоа дете врши врсничко насилство, туку треба да му пружиме помош
да свати дека тоа врсничко насилство воопшто не е воден, мислам, не е воопшто убаво од негова страна и дека треба да се промени неговото однесување. Не е соодветно за средината во која што учи едноставно. Ова беа, да речам, ова беше дел од моето искуство како наставник, бидејќи денес се соочувам со моите ученици секојдневно, нели, со најразлични проблеми и пак ќе кажам секогаш ги советувам родителите кога ќе дојдат во 6-то оделение на првата родителска средба во септември, и им кажувам дека јас во училиштето треба да дојденасум или работам да воспитувам деца и не е убаво да воспитувам родители. Меѓутоа, често пати верувајте дека и тоа го прави. Значи, јас требаше на мајката на ова дете што го спомнав претходно цела година да разговарам со неа и на крај да ја убедам дека она не треба да врши насилство врз своето дете. Верувајте дека некои работи едноставно сме ставени пред многу тешки искушенија како наставници како да реагираме во моментот. Родителите исто така ги советувам често пати и да разговараат со своите деца и да ги знаат и да ги видат проблемите на своите деца. Едноставно да ги запознаат своите деца. Во врска со Советот за превенција од детско престапништво, како председател, би кажала дека Советот за превенција од детско престапништво во град Велес работи веќе десетина години. Значи, овој совет е еден од ретките совети во државата кои што се активни и кои што се пример, земени како пример во Државниот совет за превенција од детско престапништво, и исто така со тоа што имаме ретки сме како совет кој што имаме одвоено и буџет од страна на општина Велес. Овој буџет ни е потребен, се разбира и во иднина, разговаравме со Државниот совет за превенција кој што ќе се залагаат да го зголемат буџетот, меѓутоа овој буџет ни е потребен пред се да можеме што повеќе да вклучиме најразлични активности во превенцијата од детското престапништво, а со тоа да вклучиме и стручни лица кои што ќе можат да им помогнат на децата. Значи, соработуваме со училиштата, пред со стручната служба во училиштето, стручните служби во училиштата од градот, и Советот денес брои 24 члена во кои што се вклучени представници од сите училишта во градот, вклучени се представници од ЦВР Велес, од Основен суд Велес, од Центарот за социјална работа и така натаму. И тука би апелирала, нели, до Центарот за социјална работа да пружи многу поголема помош и разбирање не само спрема Советот за превенција од детско престапништво, туку и поголема соработка со наставниците во училиштата. Јас работам еве 10 години во образование, искрено единствена помош која што, да речем, еве ми се понудила инспекторката, односно Советот за превенција од ЦВР Велес, да можеме да соработуваме со Центарот за социјална работа во последниве години. Јас не сум забележала едноставно соработка, а тие се навистина важни во превенцијата од детското престапништво. Она што, значи, секоја општина во земјата има обврска да обезбеди унапредување, остварување заштита на правата на детето, и тука треба да ја земеме во предвид потребата од градењето на нивните вештини за иновативни програми и пристапи кои директно ќе одговараат на потребите на децата и ќе влијаат на нивната добросостојба. Значи, оваа обврска ја имаме и со самото ратификување на Конвенцијата за правата на децата, која што, нели, во нашата држава ја имаме ратификувано во 1993 година. Во својата работа, општините треба да ги следат четирите принципи на Конвенција за правата на детето. Тоа е забраната за дискриминација, најдобар интерес на детето, партиципација на децата, односно да се слушне мислењето на децата, и тоа да биде сериозно земено во предвид. Значи, тука се планираме, нели, и воведување на мислењето, односно предлозите на децата во рамките на градењето на општинските буџети. Исто така и обстанокот и развојот да бидат овозможени до највисок можен степен на секое дете. Општините кои се посветени на децата го поттикнуваат детското здружување,
значи мирните собирања, а овие мирни собирања, овие здружувања на децата, различните форми на детско-младинските организирања, последниве неколку години се навистина забележани во рамките на општина Велес. Можеме да следиме и на социјалните мрежи колку се младите активни последниве неколку години и мислам дека никогаш порано младите и децата не биле вклучени во толку многу активности и тоа е навистина за поздравување од страна на општина Велес, кои што се трудат максимално да ги ангажираат децата. А на овој начин, со нивното учество во ваквите организации, ги оттргнува децата од престапништво, ги оттргнува децата од лошите постапувања, од алкохолот, од дрогата и така натаму. Доколку им дадеме можност, им дадеме права тие да учествуваат и во формирањето на општинските буџети, во креирањето на буџетите, тогаш тие би добиле едноставно многу поголема, позначајна функција која што би го подигнала нивното ниво на размислување. Овде не би се задржувала повеќе, мислам дека многу зборува. Сепак, во сите овие облици, најважен заштитен фактор е поддршката на децата, како што кажав, како и поддршката на семејствата. Значи, како наставник и како председател на Советот за превенција би апелирала дека би треба да има силна семејна супервизија од страна на професионалци. Секогаш кога ќе се појави некое детско престапништво, тогаш да има силна супервизија на целокупното семејство, не само на детето, туку на целото семејство. Јас како наставник не можам да ја вршам таа семејна супервизија, нити пак како председател. Нормално тоа треба да го прават стручни лица на барање на училиштето и на овој начин на училиштето да им се овозможи едноставно помош и поддршка во решавањето и превенцијата од детското престапништво. Ви благодарам. Да се заблагодарам на поканата. Јас сум представник од ЦВР Велес. Денеска ќе говорам на тема дискриминација и наследство врз децата. Значи, иако до сега доста се кажа за сето тоа, и доста од учесниците зборуваат за сето тоа, ќе кажам дека децата се многу важен сегмент во нашето општество. И тие, значи, секако би требало да имаат едно достоинствено детство, каде што тоа ќе го каде што ќе бидат вреднувани и почитувани. Секоја дете е дете до 18-та година. Значи, ќе напоменеме дека тие без оглед на се не би требало да бидат дискриминирани во однос на нивниот пол, раса, етничката припадност, социјалниот и семејниот статус и слично. Значи, многу е битно да кажеме дека тие од нивното само раѓање и постоење имаат право на живот и општеството е потребно да им овозможи некој начин, да им овозможи образование, услови за нивен психички, физички, ментален развој и така натаму. Во сето ова би требало да се вклучат сите институции, бидејќи, значи, за работа со самите деца потребно е една мултисекторска соработка да има, каде би се вклучило и Министерството за внатрешни работи. Исто така, значи, ќе напоменам дека Министерството за внатрешни работи, односно ние како представници на полицијата, работиме според Законот за правда за деца и се придржуваме кон сето тоа, без децата во ниту еден момент да почувствуваат било каква дискриминација, без разлика дали ќе се појават како сторители на некој кривично дело, на некој прекршок, или пак во одреден случај би биле жртви на некој настан. Исто така би кажала како представник на одделот за превенција, од наша страна, значи, водиме дискусија и сакаме да се вклучиме во сите можни институции, со сите да имаме соработка, на тој начин што би одржувале, значи, некои едукативни работилници.
се вклучуваме во повеќе училишта, каде што дискутираме на повеќе теми, особено кои што се интересни за самите деца. Тоа се зависностите, алкохол, дрогата и слично, каде што на некој начин им даваме и совети како да не го прават сето тоа. Нема да се задржувам во многу на оваа тема, пошто и доста кажавме за сето, за правата и врските, мислам правата на децата, а исто така би било пожелно, значи децата да си ги знаат освен правата и своите обврски и да ги почитуваат. Тоа е тоа. Почитувани присутни, добар ден. Јас сум Јана Пјокова и како што Кристијан претходно најави, представник сум од средношколската заедница на гимназијата Почорацин. Денеска сите сме собрани со една заедничка визија да создадеме свет каде што децата, вклучително и јас, ќе можеме да растеме, да напредуваме и да можеме да ги исполнуваме нашите соништа без ниеден проблем на патот. Нашата тема е моето место за растење, но сакам да кажам дека таа не е само тема за дискусија, туку тоа е и повик за акција. На почетокот сакам првен да разграничам, иако во текот на сите сесии се спомнуваше врсничкото насилство. Многу од луѓето врсничкото насилство не го дефинираат точно. Врсничкото насилство не е еднократен инцидент. Тоа е нешто што нема да се повтори, тоа не е пријателска расправија, тоа не е несогласување, нешто случајно, нешто погрешка или пак решавање на проблем меѓу исти сили. Врсничкото насилство е облик на агресивно однесување кој што трае подолго време, се повторува и е насочено кон едно исто лице. Останатите значења на врсничко насилство се дека тоа е намерно, свесно, погрешно, негативно постапување, со намера другиот да се повреди, со намера да се предизвика заплашеност. И овдека е присутна несразмерноста на силите помеѓу оние кои што се пресметуваат. Сега, постојат повеќе видови на врсничко насилство, иако најчесто ние го споменуваме физичкото насилство, кое што да е присутно, меѓутоа постојат и видови на психолошко насилство, социјално насилство, исто така, однос на психолошкото насилство, често пати се среќаваме со некои заканувачки погледи, можеби со гримаси, со исмевање, со исклучување од пријателски кругови. Меѓутоа имаме и вербално врсничко насилство врз основа на верската припадност и полот, а овдека се вклучува и дискриминација. Многу од учениците кои што се злоупотребувани или кои што или не пријавуваат злоупотребата кај возрастните, или чувствуваат страф или срам. Тој страф или срам произлегува од тоа дека тие сметаат дека оние кои што треба да реагираат најчесто нема да реагираат на местата каде што се случува врсничкото насилство, а тоа конкретно е во ходниците, во училишната просторија и на други места. Мора да се напомене фактот дека и машките се почесто се извршители, меѓутоа и оние кои што го жртви на врсничкото насилство, за разлика од женските лица, кои што најчесто тоа го прават на не толку директен начин, односно на поопштествен, на попрефинет начин, а тоа е со озборување, повторно, со исклучување од пријателски кругови, со манипулирање на пријателските односи и други видови кои што тие ги користат. Меѓутоа стасуваме до жртвите на врсничкото насилство. Жртвите на физичкото насилство се поглавно несреќни деца кои што страдаат најчесто од анксиозност и од нервоза и тие имаат ниска самодоверба. Освен тоа треба да се напомене дека и оние кои што го извршуваат, меѓутоа и жртвите на физичкото насилство, најчесто се лица кои што имаат понисок просек на оценките во однос на другите ученици во класот. Кај нив има огромна потиштеност која што понатаму се изразува во текот на целиот живот. Некои се толку вознемирени што дури се обидуваат да извршат и самоубиство, а за тоа говори податокот дека во Велика Британија секоја година на годишно ниво околу 16 тинеџери извршуваат самоубиство токму поради оваа проблематика. Да не забораваме дека сме обврзани со морална и со законска обврска да ги заштитиме нашите деца. Конвенцијата на Обединетите нации за правата на детето, усвоена во 1989 година, наложува во член 19 дека државите членки ќе ги преземат сите соодветни законодавни, административни, социјални и образовни мерки за да го заштитат детето од било какви форми на физичко или ментално насилство.
ова треба да биде нашата звезда водилка. Нашите училишта мора да станат места, повеќе би нарекла светилишта, каде што ќе се развива почит, каде што ќе се развива емпатија, преку сеопфатни образовни програми, меѓутоа и градење на системи за поддршка. Треба да им укажеме на оние кои што го вршат насилството, конкретно им треба советување, им треба уверување и да ги решат нивните основни прашања, бидејќи најчесто поради проблем во основните прашања тие се станати насилници и извршуваат насилство. Сега би се поврзала овдека малце со литература, би го поистоветувала ликот на Мерсо, конкретно од книгата Странецот на Албер Ками, која што започнува со едни од најпознатите воведни реченици во историјата на книжевноста. Денес умре мама или вчера, не знам. Конкретно овој лик поминува низ таков бурен период и самата книга е поделена на два дела. Во првиот дел тој го објаснува погребот и сите тие моменти низ кои што мине, меѓутоа веќе во вториот дел тој заедно со неговиот пријател оди на одмор, каде што тој убива човек. И кога конечно ќе ја слушне пресудата, кај него таа потиштеност, тој како да не е едноставно извршител на убиството, тој како да е само нем сведок. Меѓутоа кога ќе ја слушне пресудата, тој сваќа и кај него излегува тоа чувство на гнев, тоа чувство на нервоза и конкретно и конечно се буди таа желба за живот. Она што сакам да го поентирам со оваа приказна е дека не треба да се доведеме до таква ситуација да како што е во книгава, да убиеме човек за кога ќе ја слушнеме пресудата, да сватиме дека треба да се погрижиме за нашиот живот и во која насока го водиме нашиот живот. Исто така овдека и книгата Невидливиот од Елви Морено, која што доволно говори според самиот наслов. Невидлив. Детето, односно тинејџерот кој што се среќава во оваа книга е жртва на агресивен булинг. Жртва која што долго време трпи, се додека тој не забега во некој нереален свет, создава една ескапистичка средина и тој создава средина каде што дури доаѓа на рав на психоза, меѓутоа во реалноста тој не е луд и тој знае дека не е луд, меѓутоа бара потреба да излезе од тој круг и да се врати конечно во реалноста. Овдека сакам да спомнам малце и од биолошката страна. Конкретно сите ние луѓе сме изградени од генотип и од фенотип. Генотипот е тоа што го носиме сите, тоа што е индивидуално за секој човек, меѓутоа фенотипот е надворешната средина. Сите оние модификации, сите оние надворешни фактори кои што влијаат врз развојот на една личност. Исто како што ќе спомнам пример, белата кокошка на различни температури ги менува своите пердови или пак воденото лутиче кој ги менува бојата на своите листови во зависност од морската височина, така и ние луѓето се развиваме во зависност од тоа како растеме. Доколку некоја личност расте во средина која што е насилна, агресивна, големи се веројатностите и тој самиот да стане таков насилник и да дојде до тој синџир на врсничко насилство, кој што е составен од три улоги, а тоа се силеџи, жртви и сирџи. Сирџиите се оние кои што не превземаат ништо, но во овој синџир нас ни фалат проактивни личности кои што ќе го спречат овој синџир, кои што ќе реагираат на време, кои што ќе направат нешто да тој круг престане. На крај сакам да спомнам реченицата на Нелсон Мандела: не може да има поостро откровение на душата на едно општество од начинот на кој се однесува со своите деца. Ова доста говори за тоа како ние треба и општеството да се однесува кон нашите деца. И само сакам на момент да замислиме заедница, каде што секој дете може самоуверено да каже: ова е моето место за растење. Овдека се чувствувам безбедно, поддржано и негувано. Ова е визијата која што мора да ја следиме и да се стремиме да ја реализираме.